Панче, добар ден, благодарам што дојде време за Гласот на Америка директно да поразговараме. Ние од овде, ти од Абу Даби. Веќе 8 години живееш во Обединетите Арапски Емирати како професор на Њу Йорк универзитетот, но она што е интересно е твојот придонес како македонец во тамошното општество. Награден си со специјален статус, така наречена златна виза за твојот придонес кон науката во оваа држава. За што станува збор? Па прво би сакал да ви заблагодарам за вашиот интерес, за ова признание и за вашето време. Значи се работи за една специјална награда која што е воведена минатата година од страна на владата на Емиратите и се работи за признание за специјален придонес кон оваа држава. Значи се доделува на ограничен број на научници, потоа бизнисмени, уметници и така натаму, со која што им се дозволува престој од 10 години. Јас се добив оваа награда како член на Академијата на Емиратите, која што беше основана пред 4 години. Самата академија има 33 членови и тие се истакнати научници кои што од различни области, кои што се природни науки, инженерство, медицина и така натаму, се значи избрани за да ја креираат политиката на науката во оваа држава. И јас сум почесен да бидам еден од тие членови и со тоа станав прв македонец кој што го доби ова признание во Емиратите. Дел од лабораториите каде што ти работиш веќе се преструктурира за потребите за истражувањата на потенцијални термички стабилни вакцини, вклучувајќи ги овде против актуелната вакцина, односно она што се случува со COVID-19. Дали е можно да се дојде до некаква вакцина и кога би била достапна оваа вакцина за светот па и за македонските граѓани? За сега постојат околу 100 соединенија кои што се тестираат. Од нив изборот е сведен на 15 кои што се пренесени во следната фаза на тестирање. Значи постојат 3 фази каде што треба да се поминат за да се пуштат во оптек тие вакцини. Ние имаме преглед на тоа што се работи во светот, меѓутоа многу од тие резултати се, како што знаете, не се достапни до јавноста. Во нашата лабораторија, оно што работиме е всушност на термичка стабилизација на овие вакцини. Значи, најверојатно вакцина ќе се најде, не знам точно кога, меѓутоа се работи за неколку месеци, кога тие ќе се тестираат и кога ќе се пуштат во протек. Најголем проблем кој што го имаме сега се регулаторните протоколи кои што треба да се поминат, поради тоа што секоја вакцина, како што знаете, треба да помине одредени тестови за да биде во продажба. Различни држави имаат различни закони кои што ги применуваат за таа цел и самите компании значи треба да стекнат една доза на сигурност пред тие да ја пуштат вакцината во оптек, затоа што искуството покажало дека секоја вакцина треба да биде подобна за сите слоеви на луѓе, за различни профили, за старосни профили и така натаму, и без да се има такви податоци кои што ќе бидат задоволителни, многу е тешко да се експериментира во јавноста. И мислам дека тоа е она што всушност го успорува целиот процес. Меѓутоа постои огромен притисок за да се добие таа вакцина. Инаку во стандардна процедура кога се пронаоѓа лек или вакцина за било која болест, обично е потребно околу 7 до 10 години за таа да биде пуштена во промет. Вакцините се подложни на распаѓање и тоа на што ние моментално работиме е да направиме многу ефтини начини за таа да се стабилизира и да биде достапна до сите слоеви на општеството. Значи, веќе го креираме, како да кажам, патот за примена, кој што е следниот чекор после самото наоѓање на таа вакцина. Значи, директно и вашата лабораторија е вклучена во изнаоѓање на таква вакцина за COVID-19. Така е, ние имаме некакви искуства, имаме веќе објавено труд од пред 2 години, кој што се однесува на други вируси, растителни вируси, така да имаме сознание како тоа може да се постигне на многу ефтин начин. Со оглед на тоа, значи дека си вклучен во истражување и на материјали кои што се користат за подобро искористување на суровата нафта.
Повторно актуелно прашање е прашањето со нафтата, цената на овој важен производ, ќе се сочува ли светот во иднина со проблеми со испораката на нафта поради се почестите конфликти помеѓу големите сили? Нашата улога во сето тоа и оно што имаме проект спонзориран од државата тука е да воспоставиме методи за подобро искористување на самата нафта. Не знам колку сте упатени, меѓутоа кога се извлекува нафтата од извори, обично се искористува само околу 40% од самата нафта. Значи, околу 60% останува неискористена. Постојат методи како тоа да биде поефикасно и ние работиме на таа поголема искористеност. Инаку, за сега, иако оваа држава и другите држави во овој регион многу вложуваат во обновливи извори на енергија, како што се, например, сончева енергија, ветар и така натаму, за сега нафтата останува најефтин ресурс, заедно со нуклеарната енергија. Така да мислам дека во наредните 60-70 години нафтата ќе ги навистина ќе креира светските политики, вклучително и на оваа држава кај што живеам. И за крај, живееш и работиш на релација Абу Даби, Бостон во Соединените Американски држави, Гоа во Индија и Охрид во Македонија. Како успеваш се тоа да го постигнеш и каде се гледаш најмногу, во кој дел од светот? Па знаете, јас сум израснал во Македонија, сум се едуцирал во Јапонија и сега живеам во Средниот Исток, работам за Американски универзитет. Гледате дека сум глобален граѓанин, значи граѓанин на светот. Во Македонија и во Индија сум приватно, затоа што ги сакам тие држави, ја сакам културата и така натаму, ме врзуваат, значи, роднински врски. Додека во Америка, особено во Нью Йорк и во Бостон, сум професионално. Значи работам и на Харвард и на Нью Йорк Университи, а моментално живеам во Абу Даби, работам за овој универзитет. Панче, благодарам за разговорот за Гласот на Америка. Ви благодарам и на вас.